Клекни на подлогата. Колената во ширина на колковите. Постави ги стапалата наназад. Прстите може да бидат подвиткани или стапалата рамно на подлогата. Провери ги колената. Точно под колковите. Не се отвораат на страна. Постави ги дланките на колковите. Палците назад. Исправи го трупот. Продолжи го рбетот нагоре. Провери ја карлицата. Лесно повлечи ја опашката надолу. Стомакот има лесен тонус. Со вдишување подигни ги градите нагоре. Прошири го предниот дел од телото. Со издишување почни да се навалуваш наназад. Движењето почнува од градите, не од долниот грб. Држи ги дланките на колковите додека создаваш стабилност. Ако е удобно, спушти ја едната дланка на петата. Потоа и другата дланка на другата пета. Провери ја карлицата. Останува над колената. Не паѓа наназад. Бутовите се вертикални, активни. Подигни ги градите кон таванот. Рамената се надолу и назад. Вратот е долг. Погледот напред или нагоре, само ако нема притисок. Не фрлај ја главата наназад со сила. Диши мирно, без задржување на здивот. Остани во позата. 5 до 8 длабоки вдишувања. Со секој вдишување создавај простор во градите. Со секој издишување стабилизирај ја карлицата и долниот грб. Не форсирај. Ако чувствуваш притисок во долниот грб или вратот, излези веднаш. Излез од позата. Со вдишување подигни го трупот нагоре. Врати ги дланките на колковите. Исправи се полека. Седи на петите во вајрасана. Одмори неколку здивови. Кратки корекции. Ако долниот грб се компресира, остани со дланките на колковите и не фаќај ги петите. Ако вратот е чувствителен, држи ја главата во неутрална позиција. Ако бутовите паѓаат наназад, активирај ги и туркај ги колковите напред. Оваа поза не се практикува со повреди на долниот грб или врат без соодветна поддршка. Крај.